Гостинот ни пристигна, време е за нашата утринска тема. Рековме, темата ја посветуваме на она кое што се случува во Европа, па и ширум светот, а тоа се поплавите на кои што сме сведоци. Поплави од енормни размери и, за жал, многу жртви. И со тоа се соочуваме во денешно време, но ние ќе направиме еден добар разговор со оглед на тоа што имаме повеќе прашања кои што ни интересираат и верувам дека ќе ги добиеме точните одговори, ако направиме една паралела како било некогаш, како е денес, колкава е улогата на човекот во сето тоа и дали природата веќе го враќа ударот. Тоа е нашата утринска тема. Да, зборуваме на оваа тема со доктор Пеца Ристевски, кој што е експерт за климатологија и применета метеорологија. Добро утро, Пеца. Добро утро. Добро утро. Дали сте ни добри? Добро. Малку вака... Баш ми е драго, да, со оглед на хаосот утрово. Малку ви извади од колосек, можеби утринскиот метеж и тоа што, нели, секогаш имаме малку повеќе нервоза кога не можеме да стигнеме точно на време каде што сме тргнале. Добро, имав одреден на нервоза, меѓутоа имајќи овие состојби вест. Да. Ние тука така сме навикнати во нашиот собраќаен хаос, да речеме, особено во оние делови од денот кога има најмногу метеж и да се случува вакво нешто, но не е страшно, тука сте, па може да разговараме за оваа важна тема. Да се фокусираме на најважните работи во смисла на темата која што одбравме да ја дискутираме. Ке се сложите изминативе месеци во медиумите се пишува за поплави од библиски размери, се зборуваше за бурата Борис, многу земи беа засегнати. Најново нешто е нели дека во Шпанија се случуваат и најсмртоносните поплави, како велат во модерната историја, конкретно за тој регион. Поплави имало и порано, ги има и сега. Меѓутоа, можеме ли да направиме некоја паралела како било пред многу години, како е денес во смисла на тоа дали се зачестени и на што се должи, Пеце, сето тоа? Па видите, имајќи во вид, од секогаш имало поплави, можеме да спомнеме во 20 век на територијата на Република Македонија имало 5 големи поплави, 1916, 35, 37, 62, 79. Тоа значи дека и порано имало, меѓутоа сега имајќи во вид промените на климата и во литературата и преку Светската метеоролошка организација и други организации и преку социјалните мрежи гледаме што се случува во светот и треба ли да не плаши тоа граѓаните, жителите на планетава Земја? Па треба, имајќи во вид дека... Треба да не загрижува и како да се однесуваме за да не дојде можеби до таков момент? Па како да се однесуваме? Не дај Боже човек да биде во такви ситуации каде катастрофата е над него. Нема да борба? Нема соодветна борба. Борбата е претходно треба да се планира, градовите, урбаните средини треба да бидат планирани според претходните историски резултати и информации и да бидат на погодни места планирани. И развојот да биде поврзан со одводни канали, каде би отишла водата, често пати, конкретно и за Скопје да речеме, дали би имало можност вода од 100 до 150 мм, што е еден индикатор за голема вода, која падне на одредена територија, ако нема каде да отиде. Да. Тоа е суштината. Значи треба да се мисли многу пред тоа кога ќе се случи поплавата, само да се планирање на да се спаси жива глава. На одредени количества вода која доаѓа на одредена територија со одредени веројатности. Дали да речеме во Скопје. Има ли капацитет во Скопје да се справи ако не дај Боже? Јас генерално не верувам, имајќи во вид дека... Па видовме последно што се случи. Да, ова во Стајковци беше нешто права катастрофа. Тоа е еднаш во 200 до 300 години се случува такво нешто. Значи не е секојдневна појава. И се нареди коцките така да се случат и смртни случаи, 22, 23 смртни случаи, каде немаше водата каде да отиди и стихијата носеше се пред себе. Слично пред 2 години од таа година имавме на Шипковица, на Пена. Исто така од Шара имаше и 2 жртви тогаш во тој период. Значи сакам да кажам дека и постојат генерално во зимскиот дел од годината поплави и летни. Оние со бурни процеси кои се случуваат, ние сме имали во Македонија такви состојби. Баш една анализа постоеше за
Неготино 1995 година, каде и еден од новинарите, гледајќи низ прозорецот како возилата ги носи водата, кога и неговото возило го носел. Новинар еден од локалната радиостаница гледа и се чуди, и кога неговиот спачек оди со набоената вода. Значи, некако околу тоа се случи на 6 и 7 јули 1995 година, тоа беше чудо невидено, значи голема поплава. Да, сведоци сме и ние на ова сега кој што се случува повозрасните генерации за поплавите кои што можеби низ годините се случувале, но некако секогаш се осврнуваме или сакаме да дадеме прогнози за тоа што не очекува во иднина. Светските експерти и климатолози немаат толку позитивни прогнози кога станува збор за, да речеме, десетина години од сега, ако зборуваме па и на глобално ниво. Некако популарен термин и често знаеме сите овие промени кои што ги гледаме во природата да ги префрлиме нели на како резултат на климатските промени, но што тоа значи, се предвидува дека до 2030 година промена на ефектот на стаклената градина и глобално затоплување на планетата Земја, значи тоа е суштината на сите гледања. Добро, но експертите велат дека до 2030 година во одредени големи градови, светски и европски, меѓу кои се значи Венеција, Мајами, Александрија во Египет, Џакарта, дека постои голема можност од потопување, ако зборуваме за инфраструктура, ако зборуваме за покачување на нивото на морето. Генерално сценаријата предвидува до 88 сантиметри да се крени светското море. Значи, до 2030 или не, до 2100 година. Значи тоа. Значи на глобално ниво, бидејќи се топат глечерите, се топат снегот на високите планини, Алпите и така натаму, а тоа е една од причините што циклонот Борис го направи. Да. Имавме 40 сантими снег претходните денови и после тоа над снегот дојде високи температури, бурни процеси и се случи тоа што се случи. Значи настана Борис, се нарече Борис, тој циклон, и направи ршум низ Европа. Од Австрија, Унгарија и натамо, значи како одат водите во Дунав и Сава и така натаму, значи направи големи катастрофи. И не случајно е наречен со одредено име, имајќи во вид дека често пати овие бурни процеси кои се јавуваат во екваторијалните подрачја, кај што се јавуваат тропски циклони, тие од почетокот на формирање на Светска метеоролошка организација, од тогаш веќе му даваат одредено име на тропскиот циклон. А овој циклон беше исто така со големи размери и нему го нарекоа со името Борис. Господине Пице, како ќе оцените ситуацијата што во моментов се случува во Шпанија? Споменавме поплави од невидени размери, значи одамна се нема случано нешто такво на таа територија. Се уште се алармирани или пред некој ден беше вклучен и црвениот аларм, навистина загрижувачки моменти, голем број на жртви и страутни фотографии и видеа кои што кружат по медиумите. Па видите, тоа е често пати, ако се сеќаваме, ние сме спомнувале во Тихиот океан за Ел Нињо, Ла Ниња и други состојби. Често пати и тие до крај во јавноста не се доволно познати. Читаме што се случува, иако то со векови постоело, меѓутоа научната и меѓународната заедница не го имаше истражено доволно Ел Нињо. Овде во Северниот Атлантик имаме северно-атлантска осцилација, една со две насоки. Една, дали циклоните одат паралелно со Голфската струја према Велика Британија или влегуваат во Средоземното море. Ова може би е дел од тој процес, меѓутоа ова што се случи во Шпанија, тоа е може би
500-годишна вода. Тоа е чудо невидено. Например, во однос на големината на процесите и количеството на вода која е падната тамо на тие територии. Ако е 200 мм до 300 мм или 400, тоа е значи 4 метра вода. Многу вода. Значи многу вода на квадратен метар, тоа значи дека нема каде да отиди таа вода. Сега ако има ли решение во вакви ситуации? Кое е решението? Решението е Господ. Нема решение. Решение претходно кажавме планирање на градовите и урбаните ако средини. се спремат нели за вакви елементарни непогоди кои што многу ретко се случуваат, инако се градовите спремни. Ревизија на постоечките планови. Чим со таква катастрофа не може да се бори. Нема борење. Видовте на социјалните мрежи возила одат реки од возила. Но и бројката на жртви за жал не е мала, над 200 жртви се уште веројатно и сега не случајно Обединетите нации преку Светската метеоролошка организација која е член на Обединетите нации, дел од Обединетите нации и други асоциации кои се тука Светската здравствена организација, другите светски органи, УНЕСКО и така, прават стратегии и постои групи, мислам на меѓународен панел за климатски промени, кој е отприлика околу 2000 личности, значи и секоја година тие, имајќи во вид промените на климата, кои ги очекуваме до крајот на 21. век, нели? Секоја година, на крајот е, баш сега се спрема одредена конференција, секоја година околу 20 до 30 конференции има кај што се собираат експертите и борбата е претежно на релација дали да се застане на количеството на CO2 во атмосферата и причината е ефектот на стаклена градина. Проблемот со ефектот на стаклена градина постои и тоа дава живот на планетата Земја. Меѓутоа, растурањето на озоносферскиот слој и елементите на стаклената градина влијат врз појавата на суши, претежно летовска видовме ние на нашата територија колку долготрајна суша постоеше, колку топлотни бранови постоеа. Па паралелно ненадејни бурни процеси кои се случуваат, понатамо исто така во тропските краишта знаеме тропските циклони кои со каква разорна моќ од 200 до 300 км на час, да споредам со наши резултати кои ги имаме во Македонија 150 км на час, тоа е дури и инструментите не ги следат класичните инструменти кои ги имаме, а тие можат да регистрираат до 41 метар во секунда, значи ова е над 2-3 метра во секунда, а овие пак кај што ќе поминат, тоа права пустош. Да, и кога тропските циклони, зборувам за тропските циклони. Да, кога зборуваме за следењето и кога зборуваме за инструментите, методологијата која што постои за да се прати сето тоа и да се даде некаква прогноза, овие конференции и собирања кои што постојат во однос на глобално ниво, во однос на климатските промени, ги има секоја година, но некако не можеме баш така во чекор со природата која што очигледно го возвраќа ударот. Ако зборуваме за прогнозата, и вајде кај нас, да речеме, со управата за хидрометеоролошки работи, каква е, да речеме, какви се условите со кои што се работи, во кои што се работи? Дали постојат доволно инструменти и методи преку кои што би се дала прогноза доколку има најава на некаква временска неприлика? Може би не сме поднебја каде што би можело да имаме вакви временски неприлики како што ги гледаме во Европа и во светот, но времето е непредвидлива работа. Да. Точно така. Никогаш не може да знаеме, да. Не само непредвидливоста, мора прво да имаме основни информации за состојбите. Нели? Еве, убаво кажавте, покрај класичните мерења кои се за потребите на синоптичката метеорологија, значи анализа и прогноза на време, трочасовно секои 3 сати во наблюдувачкиот систем на Република Македонија постојат информации со преку шифрирани извештаи, тие се собираат во собирниот центар во
хидрометеоролошкиот завод, управата за хидрометеоролошки работи, или и дел од нив се разменуваат со светските центри, преку Белград и Виена, тука е и Софија, и така што на цела територија постои светско, така наречено светско метеоролошко бдење. И оттаму овие информации се собираат во Москва, Мелбурн и Вашингтон. И Европскиот центар за среднорочна прогноза во Рединг, во Велика Британија, од каде се прави прогноза за 3 до 7 дена, односно до 10 дена, тој центар има таква улога, и оттамо сите информации се разменуваат пак со земите членки. Ние во Македонија покрај постојат главни метеоролошки станици со професионални наблюдувачи, кај што непрекинато се врши мерења, меѓутоа постојат во светот и кај нас радарски следења на градоносните, претежно градоносните облаци или бурните процеси кои би се јавиле над нашата територија, и оттамо треба да се преземат и се преземаат одредени заштитни мерки под наводници. Колка е секогаш точноста на прогнозата? Не зборувам сега конкретно за прогнозата, за анализа на состојбата во наблюдувачкиот систем. Но и таа анализа после таа анализа имаме одредени резултати. Резултати и тие прво најбитни се каква е состојбата. Состојбата со градоносните облаци и овие другите со бурни процеси, тие се од прилика ги се претежно наречени кумулус и кумулонимбус, тоа се облаци кои даваат градоносни облаци и бурни процеси и поинтензивни дождови со траење. И паралелно со овие наблюдувања постојат и сателитски мерења над нашата територија од програмата EUMETSAT, значи тој сателит што или неколку сателити кои постојат на нашата територија дават информации за состојбата со појавите и процесите над Европа, Медитеранот и тоа. Добро, некоја блиска прогноза за наредниот период, може би есен или зима или до крајот на годината имаме? Постои секакви анализи, најточни прогнози се 3 до 5 дена, најдолго трајно. Се друго е статистика и е проценка. Значи, каква ќе биде зимата. Имаше анализа, наши колеги од другите региони исто така даваат и разговараат на оваа тема на овој начин. Постои ова, зависи која анализа ќе провејува, ќе има снег, нема да има снег и така. Добро, станува да следиме состојбата за тоа каква зима ќе не очекува. Би сакала да споменем еден момент кој што можеби и на гледачите ќе им биде интересен. Летово имавме пожари и доста суво време, не само на територија наша, туку генерално пожарите исто така беа многу присутни на европско и светско ниво. Сега веќе имаме многу влажен бран кој што резултира со многу поплави. Од каде тоа одење во крајности, од толкава суша до поплави за многу краток временски период? Видите, бурните процеси во атмосферата се случуваат и ќе се случуваат. Тоа е поврзано и со промените што викаме на климатските промени. Има врска и климатските промени, бидејќи во атмосферата се јавува зголемено количество на CO2 во атмосферата, хлоро-флуорокарбонати кои влијаат на ефектот на стаклена градина, и во нареден период, ако сакаме во таа насока да го тераме разговорот, до крајот на векот се очекува да се зголемат количеството на овие стакленички гасови. Сега, тука меѓународната заедница води борба, а таа борба е преку одредени извештаи, преку преоѓање од фосилни горива на друг вид на горива, сончева, ветрова енергија
и други во однос на загадувањето, така што и целиот свет е вознемирен заради тоа што ние самите сега го Се прашувам кажуваме. дали е доволно вознемирен заради тоа што се уште не се свесни голем дел од луѓето во однос на тоа како се однесуваат и кои се последиците, а веќе ги живееме голем дел И од тука се поставува прашањето колкава е улогата на човекот во сето тоа како фактор. Па главна улога, човекот има главна улога против себе. Главната улога против себе, користење на возила со големи загадувања, термоелектрани, да речеме, постои план, да речеме, некогаш не се обрнува толку внимание, а всушност да се префрлат на нови обновливи, рековме сончева, ветрова, хидроенергија и како. После тоа ќе меѓународната заедница ќе влијае преку казнување на тие што користат. Казнувањето би било преку одредени даноци. Ќе видите што ќе се случи, да речемо, после 2026 година, кога постои желба да се и рек Битола да се укине. Па понатамо да се влијае на енергијата, купувната моќ на луѓето према енергија, тоа што се на светскиот пазар користи, цените да бидат многу високи, така што да не можат луѓето да... Да, добро е тоа што има планови, се дека него почувствуваме малку побрзо ударот, односно, нели, ефектот кој што назад не го враќа природата, ќе видиме што ќе се случува во следниот период и оттаму како конечно прашање дали е, да речеме, оправдана загриженоста на и светските експерти, ваши колеги, климатолози за тоа кое што се предвидува, ако зборуваме за тоа што нема превенција, а превенцијата малку повеќе или поназад требало да биде. Постои ли, дали е оправдана оваа загриженост која што постои, која е вашата проценка? Постои загриженост. Тука се конвенциите од Рио 92 година за климатски промени, за биодиверзитет, суши и опустинување, 3 Рио конвенции и извештаите која секоја држава потписничка на конвенцијата е таа која треба да ги исполнува условите, понатамо Киото протоколот, проблемот со Парискиот договор од 2015 година, кај што одредени држави го нема подпишано, меѓу последните беше беа Соединетите Американски држави, каде треба да се влие и на преку екологијата и на економијата. Значи, треба да се преструктурират и самите држави и тоа е што пред малку испомнавме Меѓународниот панел за климатски промени и извештаите и одлуките кои ги носи баш тој панел или експертска група од 2000 и повеќе експерти преку Светската метеоролошка организација и Организацијата на Обединетите нации за животна средина. Да, само пред да се одјавиме вашата прогноза за Шпанија во моментов со оглед на тоа што верувам дека ја пратите ситуацијата. Во кој смисол? Се очекуваат да стане ситуацијата уште поалармантна? Не, поминато е, тоа е помината работа. Знаете кој ќе се случи како ние што го имавме Стајков. Во други делови од Шпанија. Па ќе има, не. Тоа е чиста работа, помината е работа, како Стајковци. Неколку дена и после, како Неготино што го има, како поплавата што ја имавме ние во Скопје во 79-та година, која па од друга страна беше водата која помина, која се планираше низ Скопје, низ Вардар, да биде 1000 годишна вода. А таа за 17 години па се понови 62 година. Од 62 година беше голема поплава во Скопје, се направија одредени насипи, беше финансирано од светско ниво и дојде ситуација кај што одмah после 17 години се случи уште покатастрофална поплава од претходната. Значи може да заклучиме дека покрај сите анализи, покрај сите и наблюдувања и оно кое што се случува и на глобално, па и да речеме кај нас нешто од тоа, не може да се предвиди кога станува збор за тоа кое што се случува. Следењето може да се преку радари, сателити и да се предвиди, меѓутоа да се избори човекот не е лесно, имајќи во вид процесите и појавите што се случуваат. Со оглед на промените кои што ги имаме толку често,
поврзани со времето, веројатно ќе се гледаме и почесто со вас. Ќе не интересираат прогнозите, проценките, како кај нас, така и во светот, па веројатно ќе имаме и следен повод за Ви сега. благодарам што имате желба да ме слушнете и да го слушнете јавноста моето мислење.